Повторно имам нешто ми се појавува. Мислам дека е во ред, само останете на линија. Овој пат се надевам ќе бидеме успешни со техника. Да. Меѓутоа нешто ми се појавува, this meeting is being live streamed. Да, во ред, во ред. Во ред е тоа? Да, во ред. Добро. Зашто јас не те гледам. Дали ме гледаш сега? Не е проблем, можеме доколку вие можете да ме видите, јас во ред, не е проблем. Се појавува нешто овде на екранот, можеме тогаш. Не е проблем. Одлично е. Јас одлично ве гледам, одлична е и сликата. Можеме да продолжиме. Почитувани македонци, јас се извинувам за ова кратка техничка препрека што ја имавме. За слушателите на Македонската радио програма 3x имаме историчарката доцент доктор Соња Николова, која има специализирано особено за Македонската народно-ослободителна борба 11 октомври, а пак тука најмногу се има осврнато на Методија Шарлов Шаторов. Соња, добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден, Ицо. Прекрасно е чувството да се биде денес овде заедно со слушателите на вашето радио, со македонците кои што се надевам не слушаат и се низ целиот свет. Огромен поздрав, посебно на овој ден, наспроти големиот македонски празник 11 октомври, денот на вооружената борба на македонскиот народ. Нека ни убав денот и разговорот. Така, нека биде честит и многу вековит 11 октомври, борбата на македонскиот народ за собствена држава, за независност и така натаму. Јас како што најавив, вие вашата специализација ви е околу Методија Шарлов Шаторов, но покасно ќе проговориме за тоа. Јас најнапред сакам да ве запрашам што представува 11 октомври за македонскиот народ и зошто го чествуваме овој ден, зошто е толку голем за нас македонците. Така, кога размислував за оваа тема за 11 октомври, првото нешто кое што ми дојде вака во сеќавањето, ми беше кога бевме нели ученици и учителката која ќе не прашаше за празниците, тоа обично се случуваше, и ќе не праша што се случило, зошто го чествуваме 11 октомври, и ние онака од прва пукнала првата пушка учителке. И беше тоа најкраткиот и најточниот одговор на ова прашање, бидејќи навистина тој првиот пукот кој што го одбележува и официјално го одбележува почетокот на македонската народно-ослободителна борба и револуцијата. Потоа спомените се нижат и се сеќавам кога баба ми така ќе не совереше повеќите братучиди роднини и ќе ни кажуваше од блиското, од подалечното минато. Овде беше приказни за Крали Марко, за Настрадиноџа, меѓутоа ја споменуваше и оваа 41-та, татко ми се родил неколку денови, неколку недели пред почетокот на војната овде во Југославија. Ке ни речеше, беше ужасно тешко да се преживее, многу тешки години. Едва и преживеавме. Прво беа, ке кажеше, србите, и тие не малтретираа со ич, не учеа во школа како да зборуваме српски. И вели веднаш потоа дојдеа бугарите, па тие
не пцува мамката ваша, често пати знае ја да кажат. Понатаму сеќавањата некако ми продолжуваат во годините, средношколските години, кога едно од најтешките прашања, знаете за повторување кога ги имавме и професорот Ристе Петковски по историја, кога сакаше така убаво да не здрма, ни го даваше прашањето патот на главниот штаб. И тоа беше страф и трепет да се одговори. Меѓутоа, освен што го имаме овој празник 11 октомври како датум во колективната меморија, затоа што ова сега што го споменувам е мојата колективна, нашата колективна меморија. Од баба ми преданија и преданија кои што јас ќе ги споделам со моите деца и да сум жива и здрава и со моите внуци, што представуваш 11 октомври. Па овде се сеќавам дека за 11 октомври и 8 ноември, денот на ослободувањето на Штип, се симулираше така една битка, па се пукаше на Сабајле во утрото во 5-6 часот. Денот на вистина, овие денови на вистина имаа своја тежина, празнична атмосфера. Тоа е таа колективна меморија која што верувам дека додека постои македонец, не може да се ресетира, не може да се избрише, таа е, постои, тука си наоѓа место во сеќавањето. Но на што документацијата е вака во книшките нешто, нели, ние го среќаваме и го имаме, јас би рекла дека 11 октомври е врежан датум поради неколку содржини значајни за македонската нација, за македонската држава. Прво е токму моментот, самиот ден 11 октомври, кога една група млади луѓе, комунисти, доста млади по своите години, 2 месеца претходно организирале, собирале оружје, планирале и на 11 октомври излаваат со оружје во рака и се спротивставуваат на една моќна воена сила на бугарскиот окупаторски систем. Излаваат со оружје и велат јасно и гласно: другари, бугари, не сте вие на праведната страна. Не сакаме со вас. Ние бираме страна и ја бираме страната на антифашистите. Таа порака која што тие ја даваат, бидејќи ние не можеме сега овде да манипулираме со некои невистини дека направиле некој воен успех и некој воен настап. Напротив, значењето на овој ден е што овие македонски комунисти, овие млади луѓе застанали на вистинската страна. Историјата тоа го забележала. Жални за нашите соседи. Ама тие одбрали погрешната страна. Сега ние не можеме ова да го избришеме. Така станува збор за Бугарија, нели? Да, апсолутно. Тоа е првото значење, бидејќи Македонија, македонскиот народ и македонското народно-ослободително движење се приклучи кон антифашистичкиот свет, кон антифашистичката коалиција. Втората значајна содржина на 11 октомври е содржината дека на овој датум започнува и една социјалистичка револуција. Успешното завршување на македонската народно-ослободителна борба и револуцијата значише уништување од корен на еден версијски систем, на една версијска Југославија, каде што имавме хегемонистичко поставено владење на српската хегемонија. И овде имавме систем кој што го уништуваше и не му даваше на македонскиот национален идентитет да дојде до никаков израз. Со успешното завршување на народно-ослободителната борба и револуцијата, македонските работници кои што беа први во борбените редови, успеаја да формират, да партиципираат рамноправни во една нова држава и да ги сменат тие собственички односи. И за прв пат воспоставија диктатура на пролетаријатот, односно има во нивни раце беа фабриките. Од првично Само сакам да додадам дека
востанието не беше само во Вардарскиот дел на Македонија, беше и во Пиринскиот и во Егејскиот дел на Македонија. Да. Македонците беа комплетни и заедно действуваја. Апсолутно. Дали можам второто прашање ви го поставам онај страв кој постоеше во југословенската историографија дека македонското востание е задеснето, дали е тоа така или пак на време беше кренато, бидејќи знаеме во другите републики социјалистички беше некаде на 4 јули, така беше? Да. 4 јули Тито донесува одлука да се отпочне вооружената борба на ниво на Југославија, односно комунистичката партија. Може само тука за момент да ве прекинам за слушателите, не за вас. Само да кажам дека во јули се крена македонското востание против фашизмот во Пиринска Македонија начело со Никола Парапунов и Иван Козарев. Продолжете, ви молам. Да. Настаните кои што се случуваат 1941, тука ќе ги спомнам, приклучувањето кон Оската, кон Тројниот пакт на 24 мај, значеше на 24 март, значеше приклучување на кралството Југославија кон Тројниот сојуз. Веднаш следуваа настани демонстрациите од 27 март, промената на доаѓа Душан Симович, се изврши еден воен удар и сите тие настани дојдоа до 6 априлската војна со која што Југославија беше расцепкана, нападната од германски, унгарски, италијански и бугарски окупаторски сили и војски. Значи, тоа е моментот кога Македонската партиска организација е раководена од Методија Шаторов Шарло. Јас сепак морам наназад да се вратам одреден период, за да го може, нели, за да го објаснам на слушателите кое е значењето на Методија Шаторов Шарло и кој е всушност Методија Шаторов Шарло. Апсолутно, повеле. Методија Шаторов Шарло е роден во Прилеп. Во плејадата на револуционери Прилеп ги дал мноштвото на македонски револуционери и борци. Ке го спомнам тука и Методија Антонов Ченто, понатаму Перо Ивановски Тикварот, Кузман Јосифовски Питу, Вера Ацева. Значи, град на револуционерите. По неговото завршување на средното образование, поради условите во кои што се наоѓа Вардарскиот дел од Македонија, Методија Шаторов заминува во Бугарија, се приклучува на работничкото движење и на синдикалните организации. Веднаш потоа, во периодот од 1925-26, тој активно учествува и е револуционер, комунист, кој што се наоѓа во редовите на Бугарската комунистичка партија и активен по македонското национално прашање. Тоа е времето кога созрева, односно се кристализира македонската национална свест. Методија Шаторов Шарло е активен учесник токму во овој процес. На почетокот влегува во редовите на Бугарската комунистичка партија, заведнаш потоа да влезе и во Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија, значи во самото раководство. Неговата работа е поврзана со патување во испратене, значи по партиска задача, оди во Австрија, заминува во Германија и во 30-тите години тој ги изучува оние познати Ленинови курсеви, така што се стекнува со еден доста револуционерен багаж, а неговото професионално растење, значи зрење, се случува во Бугарија. Кога доста е засилена активноста на Бугарската комунистичка партија, на Балканската комунистичка федерација, и во тоа време, како резултат на, или врз основи на Мајскиот манифест, јас морам овде да го споменам, кој што беше
проект на Коминтерната и на незините секции 1924 година. 1924 година, затоа што на сцената се појавува, на европска сцена се појавува првата советска држава. Таа изолирана и обкружена со капиталистички држави. 1919 година се формира Коминтерната како сојуз на комунистички партии. Тоа е еден моќен сојуз, организација, во која што со исклучително силен човечки, воен, економски и политички капацитет. Коминтерната се јавува како заштитник, како патрон на Советскиот сојуз. За да не остане изолирана во таквата ситуација, бара политичко движење, револуционерно движење кој што ќе го искористи како каписла за покренување на револуции кои што ќе доведат до нови социјалистички држави. Само накратко мораме да го дадеме овој осврт. Тогаш, преку разни сознанија, Димитар Влахов е овде, оди во Москва, каде што разговараат како расцепканото македонско револуционерно ткиво ќе се обедини. Дознава дека најсилно во тоа време е револуционерното движење, односно крило или ВМРО на Тодор Александров. Бара обединување на трите расцепкани крила или фракции. Врз тие основи, односно, како резултат на тој проект, доаѓа до подпишување на Мајскиот манифест. Настаните ги знаеме, случувањата ги знаеме, да не влегуваме во ова. Меѓутоа, Мајскиот манифест не можеше да изживее ролјата за која што, улогата за која што беше создадена. Како основа се зема токму Мајскиот манифест, односно идејата за обединување на раскинатото ткиво, револуционерно ткиво, и се создава точно како влијание на комунистичката идеја, точно на тие основи. Меѓутоа, секогаш ВМРО обединета имаше национален предзнак, односно беше организација која што се бореше и каде што се искристализира тоа сваќање за македонска, за посебна македонска нација. И држава. И држава секако. И сега преку тој процес сакам да доловиме каква беше улогата на Методије Шаторов Шарло и со какви сознанија од таму доаѓа во Македонија, за да можеме да го расчистиме. Само накратко да ве прашам. Накратко ќе да. Само накратко да ве прашам, кои беа учесници на Мајскиот и подписничари на Мајскиот договор? Да. Тоа беа трите крила, Тодор Александров, Протогеров и Петар Чаулев. Чаулев. Да, тоа беа трите. А од левата страна? Од левицата? Влахов? Влахов имаше улога на емисар. Значи имаше улога... беше и тој. Апсолутно тој беше главно вклучен во тој преговарачки процес. Прашањето ми е за слушателите и за македонскиот народ да знаат кој се учествуваше. Тој беше во вашите истражувања. Да, тој се залагаше за таа обединителна идеја, значи да заживее. Меѓутоа, низата настани кои што се случуваат, значи убиството на Тодор Александров, борбата продолжува таа братоубиствена, посебно убиството понатаму и на Протогеров, и да не должиме во овој дел. Само да ги набројаше личностите. На основа на оваа идеја, Коминтерната, значи, не се откажува од идејата да има влијание врз тоа македонско револуционерно движење и формира внатрешно македонска револуционерна организација Обединета. Полека доаѓат до зголемување на активностите, бидејќи како организација, како состав, во себе ги приклучува сите разочарани, од работничката структура, сите разочарани маси кои што имаат веќе создадено национално чувство. И во таа борба, во тој наплив на револуционерен стремеж, се појавува организација Обединета, која што се формира, како што самиот Методије Шаторов Шарлов ке рече, на чиста илинденска основа.
тој ја зема основата на Голце Делчевската организација. Тоа е основата на ВМРО. Многу значаен датум во тоа кристализирање на македонската национална свест, посебно во овој дел, во Пиринска Македонија, се случува 1928 година на 8-та конференција на Балканската комунистичка федерација, каде токму Васил Коларов, кој што е еден од најистакнатите членови и комунисти од Бугарската комунистичка партија, кој што во еден свој извештај ќе каже: во Македонија, во Пиринска Македонија, исто како и во останатите делови Вардарска и Егејска, постои силна асимилација на македонскиот народ, со што де факто, зборувам 1928, признава посебен македонски национален идентитет, различен од бугарското ткиво, од бугарското племе. И тоа е првото признавање официјално од Бугарија за постоење на македонската нација. И тука сега се развива таа идеја, значи се шири, таа идеја добива во свој налет, во своја тежина, во свој замав. И веќе 1933 година во еден апел, кој што се шири помеѓу партиските членови, помеѓу членовите на ВМРО Обединета, е апел во кој што македонците ќе се обединат и ќе се борат до конечно својо ослободување, меѓутоа како едно цело, различно од бугарската, различно од грчката, различно од српската земја. И 1934, благодарение на сите овие настани, благодарение на разните публикации, тука ќе споменам дека имало над 20 публикации, вестници, статии, кои што ја обработувале оваа проблематика. Затоа 1934 година Коминтерната, односно Комунистичката интернационала, дава свое видување во резолуцијата дека постои посебно македонско национално движење. Што значи ли тоа дека е во прилог на бугарите дека сепак Јосип Броз Тито? Апсолутно не. Вие не можете како организација да создадете национална свест. Вие можете само да го официализирате сето тоа. Создавањето на нацијата, чувството, преданието е она што баба ми го кажала. Тоа не е нешто што некоја организација ќе ми наметне. Како што денеска не можат да ми наметнат мене чувство да се чувствувам северна македонка. Јас сум македонка. Тој чувство кој што се предава, кој што јас ќе го предадам на моите деца. Може само една организација од било каков карактер, дали ќе биде мокна, дали нема да биде мокна и колку ќе биде. Европската унија не може да каже дека јас сум македонка, бидејќи јас го имам тоа чувство. Таа може само да го официализира. Тоа го прави Коминтерната 1934 година. Така, а која е, бидејќи ме интересира за Шаторов доста време, знаевме дека е на страната на бугарите, дека е бугарски. Апсолутно не држи и ќе ви покажам зошто. Да, а исто така, од каде дојде таа осуда, од улогата на Јосип Броз Тито, тој судар би сакал да го објасните спрема вашите истражувања. Сега само да довршам, многу кратко, Ицо, само да довршам. Да, поминаа веќе 25 минути. 1935 година. Имам повеќе прашања. Така, во Бугарија, 1935 година, се формира едно раководство во кое што влегуваат во Обединета. И тука ќе завршам. Во кое што влегуваат Методија Шаторов Шарл, Васил Ивановски Бистришки, Ангел Динев, понатаму Чаракчиев, сите тие се на чиста македонска линија. И се борат за осозревање, односно ширење на свеста, кое што веќе во вардарскиот дел на Македонија е веќе проширена. Понатаму Македонскиот литературен кружок 1939. И како резултат на настаните во вардарскиот дел на Македонија, овде ќе ја споменам автономијата која што ја добива Хрватска
во Кралството Југославија и решавањето на хрватското национално прашање предизвикува бунт, револка и македонскиот револуционерен сегмент во Вардарска Македонија. И велат, не само што постои хрватско прашање овде во Версијска Југославија, постои наше македонско прашање и ние бараме да го решиме. Со таков багаж, понатаму 37 заминува Методије Шаторов Шарло во Франција и 1939 година, кога започнува војната 1 септември, французите им го скратуваат веќе гостопримството, Методије Шаторов Шарло е дојден овде во Македонија. Што се случува со македонската партиска организација? Македонските комунисти до 1939 година инцидентно или парцијално по местни комитети покажуваат своја одредена активност. Немаме тука некоја силна револуционерна комунистичка дејност. Доаѓањето на Јосип Броз Тито на чело или како генерален секретар во 1939 година на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија е многу значаен момент и за македонската партиска организација, бидејќи во извештаите до Коминтерната, кога бара да се оглави, да се изгласа ново, бара мандат за ново раководство, вели за македонската организација. Оваа организација или македонската покрајна е многу значајна за нас како Комунистичка партија на Југославија. Ве молиме, пратете ни некој искусен раководен кадар кој што ќе ја оглави и ќе можеме да ја реобновиме партиското членство и партиската организација. Со таа цел е назначен Методије Шаторов Шарло. Тој веднаш, како искусен револуционер, како искусен комунист, човек на Коминтерната, но пред се, сакам ова слушателите добро да го запомнат, да го слушнат и да го запомнат, со чиста македонска свет, значи тој е пред се национален деец. Довеќе во Македонија, застанува на чело на Покраинскиот комитет и веќе 1940 година ја реобновува партијата. На 8 септември, после таквата засилена партиска активност, се донесува првата и најзначајна македонска политичка програма. Содржи два клучни моменти. На Покраинската партиска конференција, која што се одржува на 8 септември 1940 година и која што значи почетна фаза во градењето на национална македонска. Каде се одржа? Во Скопје се одржува со представници од сите градови во Македонија, од местните комитети, испраќаат делегации и во еден проширен состав ја донесуваат политичката програма или платформа на македонските комунисти. Вели, во рамки на Југославија или пошироко? Во рамките Методије Шаторов Шарло сака да и даде автономија. Дотогаш, секогаш раководството, секогаш ставовите биле контролирани од Српската комунистичка партија. Кога доаѓа овој Шарло, се бори за чиста национална македонска програма, автономна, автентична за нашите услови. И вели, клучни прашања имаат македонските комунисти. Првото прашање е решавање акционо на националното прашање. Значи, тоа е од интерес на сите македонци и ќе го решаваме со еден широк национален фронт. Второто прашање е прашање со српските колонисти. Српските колонисти ја имат најдобрата земја во Македонија. Македонскиот селанец е сиромашен, аргатува на имотите на српските колонисти, кои што воедно имаат друга цел, асимилација на македонскиот народ. Тој тоа го толку многу јасно забележува. И затоа во таа програма, која што ќе биде на македонските комунисти, ќе рече, овие се главни прашања. Обединета македонска држава, обединете со останатите три, зборувам и со Вардарскиот дел, и со Пиринскиот, и со Егејскиот дел. Тоа го вели Методија
Тоа го вели Методија Шаторов Шарло и го става како програмски документ, како програма на македонските комунисти. И оваа резолуција. Значи бара обединета Македонија со трите делови. Апсолутно, апсолутно. И кога ќе отидат со ваквите ставови македонска делегација за еден месец во октомври, одидат во Загреб, каде што се одржува петата земска конференција. Тоа е прва конференција од таков карактер од кога е Тито генерален секретар или начело на КПУ. И кога сите прашања поминуваат, доаѓа прашањето, националното прашање како ќе се решава? Националното прашање во програмата на југословенските комунисти, аналогно на тоа и на македонските. И Джилас зима за реферат, ќе го решаваме со една класна борба, дандара, кажува тој, во догледно време, нема да биде акционо, ама со една класна револуција ќе се реши и тоа. И овој Рипа станува и се спротивстава проти сите. Нема да го решаваме така. Ќе го решаваме сега и веднаш. Бидејќи јас не можам да отидам дома во Македонија и да им кажам на македонците дека ќе го решаваме така. Ќе го решаваме со широк национален фронт, народен фронт, во кој што вели ќе ги вклучиме сите, и интелигенција, и либерална буржуазија, значи сите елементи од вели прашањето за нацијата, за јазикот, ги засега сите македонци, и од Егејска, и од Пиринска, и од Вардарска. Овде доаѓа првиот конфликт помеѓу Тито и Шарло. Тито, знаејќи дека до вакво нешто ќе дојде, ќе си ја напушти конференцијата и не ни присуствува на тој дел од дискусијата. Го пушта Джилас. Значи ги ја напушта конференција. И да. Тој воопшто, тоа било толку клучно прашање. Да, многу е интересно ова за бидејќи прв пат го слушаат и во Македонија, во јавноста. Значи, напоснем изјавите и барањата на Методија Шаторов Шарло за македонците од Пиринска, Егејска и Вардарска Македонија да действуваат национално заеднички, тогаш Тито ја напушта. Тито воопшто не присуствува, само ги пушта овие неговите кои што се најблиски, Джилас, Александар Ранковиќ, тука Темпо. И затоа подоцна во македонската историографија ќе биде забележан овој наступ како национал шовинистички. Така ќе го осудат и Лазар Колишевски, целата таа после југословенска структура која што била на ставовите на Гибрана становиштата на Тито. Значи, ова е тој клучен момент. Што прави друго Шарло? Значи, петата земска конференција е клучен. Петата земска конференција од 20 до 23 октомври се одржува во Загреб. На расцепување на македонското национално движење ТИВО. Да, кога бара обединување на сите фактори да му дозволат широк фронт, не само вели комунистите. Ова е прашање што е засега македонската нација и македонскиот јазик. Не можеме само комунистите вели да решаваме за вакво прашање. Затоа потоа во Втората светска војна многу е значаен тој прв момент на ваквата констатација, на ваква платформа. Не сакам да се префрлите во после. Сакам да завршиме тука сега. Не, ќе завршиме. Само сакам да кажам дека и тој друг елемент, Методија Андоновченто, Киро Глигоров, сите тие биле на ваква основа. Значи, ова било клучното. Пито исто така. Апсолутно. Да продолжиме понатаму. Како се завршува, како се Сонја, да ве прашам, кој покрај Методија Шаторов бил на петата земска конференција? Кој друг од... Ова сега го имам слушано, значи ќе го споменам Перо Ивановски Тикварот. Значи тој е организационен секретар. Имав среќа да се запознам со него. Апсолутно. Јас имав среќа да ми помага додека ја работев мојата докторска дисертација. Бев постојано на линија. 3 пати телефонски се слушавме, бидејќи не беше многу подвижен, но беше со исклучително чист и бистар ум. И сите овие податоци ги имам потврдено од него. Така, значи Шаторов, Ивановски Тиквар, кој други беа? Добро, ако не се сеќавате, не е важно.
Коце Стојановски металец, ако не се лажам, дали беше Добригорич. Уште една работа се сетив, како член од македонската делегација беше и Сретен Жујович. Тоа е интересно, што член на оваа делегација е Сретен Жујович. Ако имаме време, Сретен Жујович е делегат, кој што доаѓа... Само неколку реченици, не брзо, не многу. Сега ќе ви кажа, многу интересно за нив. Кога Тито сваќа, го бомбардира значи Ѓорги Димитров, дека Македонската партијска организација е многу важна за единството на Комунистичката партија на Југославија и бара да му се дозволат да пушти овде делегати, односно инструктори. 1939 прво доаѓа Джилас ништо нема да направи, потоа доаѓаат Светозар Вукмановиќ Темпо и Сретен Жујович. Сретен Жујович има едно долгогодишно искуство и во Коминтерна, и во Франција, мислам дека оди во Шпанската граѓанска војна и така натаму. И тој, знаете, во еден момент на неговите сеќавања што најдов? Вели, многу тешко беше вклучувањето на членството на народот во Комунистичката партија на Македонија. Зборувам 1940. Но вели, кога го покренавме прашање, во Македонија, кога го покренавме прашањето за славењето на Илинден, како белег на ова македонско движење, вели сите почна вика да се пополнуваат редовите на партијата. Кога го вака вели поставивме националното прашање, кога вака ја поставивме организацијата на национално прашање, дека ќе го решаваме македонските комунисти, дека ќе го пред се решат, тогаш вика се пополнија, се отворија и се зголемија редовите на партијата. И уште еден момент се случува провала. Затвараат еден од членовите на Кумановскиот месен комитет, тој член знае каде им се местата, живеалиштата на Темпо и на Сретен Жујович. И Темпо му вели, ајде да бегаме, да се преселиме, овој ќе не предаде. Затворено е тогаш од режимот, од српскиот режим. Сретен Жујович му вели, нема да не предадат. Верувај дека овој народ, кога вака им го поставуваш организацијата, врз национална основа, македонска, тие се спремни да гинат. И точно, не ги предале. Значи, бил во право. И тој оди со таа македонска делегација. Но, овде го заокружуваме тоа. Да одиме веќе од 35 минути, поминаа 36. Да. Уште едно решение кое што е многу значено, 1941 година. Комунистите, односно партиското раководство, на еден проширен пленум донесува решение, предводено од Шарло, во кое што решение се вели. Целта на македонските комунисти оди до целосно ослободување на македонскиот народ во една обединета сопствена држава, дури до барање за одцепување. Па дури до одцепување. Ова е таа политичка платформа до нападот на Кралството Југославија. Со таква програма, Методије Шаторов ја приименува Покрајнски комитет на Комунистичка партија за Македонија. Не е Комунистичка партија на Југославија за Македонија, туку е Комунистичка партија на Македонија. Кој датум и која година? Ова е до 6 априлскиот напад. Значи, тој доаѓа 1939-та, меѓутоа, пролета 1940 се формира тој Покрајнски комитет, во кој што главен негов соработник и размислувале кој да влезе, Орце Николов овде е влезен, понатаму Добривој видиш, ако не се лажам, тоа од претходната гарнитура кој што бил, Коце Стојановски металец, Перо Ивановски тикварот и раководени од Методије Шаторов Шар. Со ваква заокружена национална програма, тие ја дочекуваат 6 априлската војна. Тито го знае концептот на Шарло. Ги ја знае неговата размисла за иднината на Македонија. Бидејќи цело време во сите документи Шарло зборува за обединета Македонија со сите три дела. Признат национален идентитет на македонскиот народ, признат јазик. Тоа се со столбовите на таа програма.
Што имаме од другата страна? И како дојде да го направат Да го направат предавник? Да, Па предавник. не, како друго ќе го елиминира? Македонските комунисти му даваат целосна поддршка нему. Народот Се случува клучен момент. 22 јуни нападот на Советскиот сојуз. Месниот комитет на Скопската партиска организација има состанок. И според сеќавањата на борците, како што кажуваат, доаѓа еден нивен член Мустафа Карахасан и вели: другари, нападнат е нашиот Советски сојуз, нашата братска Русија. Како што вели, седевме сите, веднаш се прекинува дневниот ред, веднаш имаме нов дневен ред. Темата е отпочнување на поддршка и вооружена борба на македонските комунисти, кои што ќе дадат целосна поддршка на братскиот руски народ, советски народ. Значи, пазите, 6 октомври македонските комунисти не го чувствуваат како загуба на слободата, бидејќи тие и претходно не биле слободни. Што биле? Немале признат статус, немале слобода, немале право на јазик, немале право на политичко партиципирање, немале никакви права. Тие и тогаш биле окупирани. Затоа окупацијата ја чувствуваат како само промена на окупаторот. Но кога Советскиот сојуз се нападна, сите сили веднаш стануваат во одбрана на советската држава, на братскиот советски народ. Добро, ако не интересира повеќе за Шаторов, Ама Шаторов е овде. И донесуваат одлука за формирање на за формирање на воена комисија, која што воена комисија на својот ред состанок донесува одлука за формирање на партизански одред. Така под раководство на Шарло е формиран Скопскиот партизански одред, кој што македонската наука не го доволно презентираше како тако. Прв партизански одред е Скопскиот, 22 август. 20 и кога? 22 август во местото Чифлик. 41 или 40? 41 година се формира. Во меѓувреме, доаѓа насока од Коминтерната, македонската партиска организација, за да не дојде прекин до со врските, да мора да се поврзе со Бугарската комунистичка партија. Методија Шаторов Шарло, како човек на Коминтерната, ја поврзува. Јосип Броз Тито го држи ова прашање статус. Да, отворен. Тој не го решава во тој момент. Знаете зошто? Бидејќи не му одговара во мај да го решава. Овде се гледа една исклучителна карактеристика на Јосип Броз, кој што ќе го смести на плејадата на светски лидери и стратези. Уште во месец април, мај, тој знае, има информации дека настанува пригрупирање на војските и дека ќе настапи за скратко време напад врз Советскиот сојуз. Ги има информациите. Тоа во документите го имам сретнато. На само бендисаниот Сталин му праќа информации. Тито му вели уште во мај, ќе бидете нападнати, има пригрупирање на тие сили, вака и вака се случува. Сталин не верува во нештата. Кога на 22 јуни е нападнат Советскиот сојуз, единствена проценка што прави добра е Јосип Броз Тито. Ниту еден друг лидер на комунистичка секција не ја прави таа проценка. Тоа мораме... Вратете се, ве молам, на Методија, бидејќи времето ни помина. Да? Доаѓа, не ме интересира Сталин и Русија, меѓутоа ме интересира судирот на Шаторов и бркањето и прогласување за предавник од Јосип Броз Тито. Бидејќи Шаторов ја поврзува македонската партиска организација. Да, тоа не интересира, да. Зборувајте за Шаторов. Да, ама ја донесува согласно таа одлука. Добро, само пократко, тие се настрана од нас. Веќе во јули
и во септември Јосип Броз Тито, разлутен од ваквата одлука, го исклучува, го осудува како предавник, како контрреволуционер, национал-шовинист, бидејќи неговата идеја за обстанокот... Праќа писмо со останок одржува, како го исклучува? Го праќа, прво го испраќа овде Лазар Кулишевски. И од Лазар Кулишевски добива информации дека македонската партиска организација е поврзана со бугарската. Кога ќе слушне за ваквата состојба, дека македонската му се оттргнува од неговото влијание, во неговиот концепт, во концептот на Тито, Македонија е составен дел на идната југословенска држава. Неговиот концепт се разликува од Шарловиот концепт за обединета Македонија. За обединета. Апсолутно. Значи тука доаѓа исклучувањето. Тука доаѓа конфликтот. Бидејќи Шарло бара начин како обединета Македонија. Добро, како го исклучија после, како го протера, како го направи. Донесува. Дали се слушаме со неа? Ало, дали се слушаме? Жалам, почитувани слушатели, помина скоро 40 минути, Сонја гледам дека се уште е тука, меѓутоа дали ќе се приклучи повторно, верувам дека ќе се приклучи. Јас во меѓувреме ќе зборувам за важноста на 11 октомври. 11 октомври за нас е еден голем ден, светол ден на македонскиот народ, затоа што како што кажува и Сонја, на тој ден македонците насекаде во целокупна Македонија, не на истиот ден, јас кажав и за Парапунов и за Иван Козарев, дека тие веќе кренале восстание во Пиринскиот дел на Македонија. Сонја, ве молам, затоа поминаа еве 45 минути, да не одиме многу на широко околу Сталин, околу Русија. Не ме интересира тоа, бидејќи ова е интервју, не е предавање. Морам да ги сместиме најважните работи сега, судирите, да ги сместиме како се одвиваше тоа, како Чентона беше на бист, па соработката, тоа ме интересира во кратки црти. 11 октомври започнуваат, значи се изфрлени партизанските одреди. На 12 октомври излегува и Кумановскиот партизански одред, меѓутоа не постигнуваат некој позначаен воен успех. Единствен успех, најзначаен успех на излегувањето на партизанските одреди се состои што се разобличува бугарскиот окупатор. Се разобличува улогата на бугарскиот окупатор, кој што претходните месеци на широко ја распространуваше со својата пропаганда дека го ослободува и тука доаѓа овде како ослободител. Беа ли ослободители? Како? Беа ли ослободители? Беа ли ослободители? Па не знам, ние кога не... Администратори? Јас работам во администрација, ама не носам оружје на сабале кога одам на работа. Не знам зошто им биле 40.000 војска и 3.000 полицајци овде за да го бранат системот со некој друг концепт на администрирање имале. Така што партиската организација нели доаѓа до криза, почнуваат огромни репресалии, затварања, па и убиства на македонските комунисти, еден силен репресивен систем се воспоставува. И тоа е клучен, многу значаен момент, бидејќи и онаму каде што народот мислел дека еве дојдоа да не го тргнаат тој српски режим, доаѓа до
разобличување на таа улога како ослободители и доаѓаат во вистинската улога на окупатори. Така. Почнуваат затворањата, партиските членови се доста компрометирани, доаѓа до една криза во раководството. Комунистите мора да барат илегални станови, што се потешко и потешко да не останат откриени од бугарскиот политички систем, но голем дел од членовите, од борците од Скопскиот партизански одред се затворени, уапсени. Доаѓа до една криза во партиската организација, се формира ново раководство диригирано од Драган Павловик, кој што е делегат или инструктор од Комунистичката партија на Југославија, и се формира ново раководство. Тоа ново раководство без лидер од таков квалитет како што е Шарло воопшто не може да донесе квалитет во ваков клучен момент, и затоа настанува една доста голема криза, дури до пасивизирање на местните комитети и на партиската организација. А на кое место се наоѓа Шаторов во тоа време во Бугарија? Шаторов, за Софија? За да се спаси, во октомври месец веќе мора да замени во Бугарија. Бидејќи одлуките на Тито кои што ги донесува, значат и опасност по неговиот живот. Во писмото кој што го упатува и до Коминтернот, и до Комунистичката партија на Југославија, тој вели: ве молам, дозволете ми само како обичен борец, како обичен војник, сакам да влезам во редот на Скопскиот партизански одред, не му дозволуваат, и по опасност за неговиот живот, на некој начин Коминтерната го заштитува и преку врска заминува во Бугарија. Таму во Бугарија продолжува својата активност и тука за нас завршува таа приказ на Методија Шаторов. А кој го потоа го заменува Методија во Македонија? Јосиф Кузмановски Питу? Питу доаѓа покасно, 1942-та влегува во раководството и Кузман Јосифовски е пратен во Западна Македонија. Тој прави таму една широка обиколка меѓу местните комитети и се поврзува дури со албанските комунисти. Значи, неговото место за действување е Западна Македонија на Кузман Јосифовски Питу. Така, а Ченто влегува 1933 година. Да, Ченто влегува подоцна кога веќе се формира и Комунистичка партија на Македонија. До тој период Македонската партија е расцепкана од крилата, од фракциите кои што се јавуваат во самото раководство. Значи, сакам да ни објасните, тие фракции се од внатре или тие фракции се наметнати од надвор од Југославија, од Тито и од други личности? Фракциите имаат влијание и Комунистичката партија на Југославија и Бугарската комунистичка партија. А како имаш некакви сознанија во Егејскиот дел? Во Егејскиот дел се случува, мислам дека до крајот на 1941 се случува една тешка восстание, се дига таму восстание во Егејскиот дел, меѓутоа со таква репресија, со таков ужасен одговор, бугарската полиција, не се сеќавам на местото како беше и како се викаше востанието, го неутрализираат, го уништуваат, затворени се, дури се случува тука и многу стрелања и судските казни се со смртни казни се изречуваат. Исто како што и во Бугарија тоа се случи. И таму имаме една ужасна кризна состојба. Но ајде да продолжиме понатаму, ме интересира. Одиме понатаму со војната. 44 година Ченто станува прв човек, се состанува на вис со Тито. Кои се барањата, што тоа ви имате изучувано освојња околу тоа? Во текот на целиот период на народно-ослободителна борба во Македонија се појавуваат два програмски правци. Едниот правец е овој што го зборувам, чисто основоположник е Методија Шаторов за обединета Македонија, кој што својата иднина ја согледува во една Балканска федерација
со признат национален статус, со признат јазик, меѓутоа обединета во трите дела. Другата линија, другиот програмски концепт е видување дека завршетокот на народноослободителната борба ќе доведе до партиципирање, македонската иднина ја гледа во партиципирање на идна југословенска држава, која што ќе биде равноправна држава на републики и покрајни, со признат македонски национален статус, меѓутоа само вардарскиот дел ќе влезе во составот на идната југословенска држава. Тоа се двата концепти кои што провојуваат во текот на народноослободителната борба. И двата концепти се на македонска национална основа. И во едниот и во другиот се признава посебноста на македонскиот народ. Меѓутоа се различни по својата конструкција. Едниот концепт е максималистички, односно го содржи иднината на трите дела од Македонија, другиот решението го гледа само во вардарскиот дел на Македонија. Сепак тоа се светските прашања, идеологии. Британија и Америка не сакаат да испуштат Грција, нели? Секогаш Македонија во интересот на големите била разгледувана како објект. Македонија не успела да најде стратешки партнер, со модерен речник кажано, кој што ќе застане и ќе ја потурне идејата, посебно ваквата за обединета Македонија. Обединета Македонија не била во интересот на Велика Британија, Франција, па дури ни во идејата на Советскиот сојуз. Идеја, апсолутно. Затоа таа идеја не е поддржана. Таа нема меѓународно признавање. Иако имаме ние спасите македонски дејци, национални дејци биле токму на таа линија. На таа линија бил Методи Андонов Ченто. Затоа кога оди на ВИС во јуни-јули месец 1944 година, заедно со Кирил Петрушев, заедно со Емануел Чучков, таа делегација тројца предводена од Методи Андонов Ченто, која ќе седне и да разговара со Јосип Броз Тито. Не само што Јосип Броз Тито му вели комунистичката партија нема да го решава сега акционо прашањето со македонската иднина, туку им забранува на македонските комунисти и да го покренат ова прашање. Затоа толку многу Ченто ќе биде разочаран, бидејќи на некој начин тоа е изманипулиран. Тој влегува во главниот штаб. Тој е еден од авторите на манифестот на главниот штаб, во кој што иднината на Македонија се гледа во таа југословенска држава. И на сите тие национални дејци, тие искрено верувале дека можат да дојдат до решение, до обединителна програма. Меѓутоа, тие се само искористени. Затоа, на првото заседание на АСНОМ, има еден момент кога преговарачите на манифестот, групата АНОК, бара решавањето на македонското прашање да биде строго на обединителна основа. Вели парцијално решавање на прашањето не е решение. Значи, македонските комунисти биле национално зрели. Значи, не можеме да зборуваме за идеологија комунистичка, туку за национално движење. Тие биле... Добро, го ред, да, јасно, дека биле дел од тоа движење, го прифаќале движењето, меѓутоа пред се биле тие национално свесни борци. Македонски. Но главната цел била иднината на Македонија, бидејќи, како што и самиот Шарло ќе каже, вие не можете нас да не рамнете со србите, со хрватите, со словенците. Ние немаме решено национално прашање. Прво, ова ќе го решаваме. После ние ќе зборуваме за вооружено востание, за класна борба и така натаму. Тоа била целта на македонските борци. Па затоа и велат во куларите се зборува дека имаме задоцнето. Не е задоцнето востанието. Вера Ацева точно ќе каже, нема задоцнето востание, има услови. И замислете сега во еден таков систем, овде бугарски окупатор со целиот репресивен систем, кој што го донесува, оди по куќите, бара кај се комунистите, бара кој ги штити.
Од друга страна, концептот на Тито, кој што има своја визија, јас можам кај големите да излобирам Југославија и да излобирам Македонија да ми биде тука дел. Ја не можам да излобирам обединете Македонија. Не дека Тито немал да сака зголемување на територијата, ама ниту еден таков концепт. Затоа Јалта, состаноците на Јалта, Апсолутно. 43 и 45 се нацртани границите. Ама Сонја, ме интересира уште две прашања, веќе времето измина. Како загинува Методија? Методија Шаторов Шарло? Да. Не е разјаснето, се уште не се знае. Се уште немаме податоци, иако тука има вмешаност. За слушателите спомнете го датумот, годината. Методија Шаторов Шарло е ранет, Местото. да, е ранет при завршни акции, кои што бугарската војска и полиција ги презема во Пазарџискиот крај, на Милеви скали. Чудна акција на бугарската војска, бидејќи веќе тука на вратите, тоа е веќе... Сакам да расчистите, за која бугарска војска зборувате? За окупаторската бугарска војска, тоа е фашистичката бугарска војска. Така, добро, дадете. Да, бугарска фашистичка. После капитулацијата тие сакаат нели да го прочистат гневот, да го тргнат гревот кој што го имат направено дека се на лошата страна, па бараат нели да се приклучат и ослободување на Македонија и сите тие работи. Тие си се фашистичка окупаторска војска и тука муабетот завршува. И во таквите сакат да направат одредена акција дека еве го прочистуваат теренот од комунистите, иако било толку многу во ситуација кога руските војски, советските војски ти се на граница, ти започнуваш акција на Милеви скали и во таа акција загинува Методија Шаторов Шарло, уште со десетина таму 12 комунисти, борци, но она што го рануваат тука на 5 некаде, 5-6 според податоците септември, никој од неговите партиски другари, никој од борците не оди да го бара. Затоа има некои инсинуации дека тој, иако е ранет, тој продолжува да живее уште неколку дена. Ама има штама, како забрана да оди да се бара. Неразчистени се тие работи, постојат неколку теории дека е вмешан Јосип Броз Тито, затоа што барат слика дека е навистина убиен Методија Шаторов Шарло, исто како претходно имаше случаи кога сака тој потврда Јосип Броз Тито од неговите партиски конкуренти, но науката не ги докажала овие работи. Можеби и самата борба за позиции, знаете, она соперничка, конкурентска борба, кој ќе ги наследи, кој ќе го има тоа клучно место во после капитулацијата на Бугарија, затоа што тој претендирал на високо место. Кој го најде телото? Кој го има најдено телото на Шаторов? Телото го имат најдено веќе после капитулацијата борците од Пазарџиската област. Тогаш веќе кога е окупацијата, кога се пасивизира и војската и доаѓа до капитулација, тогаш веќе е одобрено да оди да се бара телото на Методија. Можете негови се уште се во Бугарија? Има, јас бев на неколку пати во Бугарија на Милеви скали, во Пазарџик. Имав соработка со Илија Стефанов, доста добра соработка, тој е автор на книгата Убиството на Методија Шаторов Шарло. И кажа дека и тој се уште нема објавено точни податоци, точна верзија за да се расчисти случајот со убиството на Шаторов. Се уште е во калкулации, се уште е во тој дел на... Значи останува се уште енигма. Останува, да, енигма. А меѓутоа се во Македонија се рехабилитира. Еден од последните кој што беше ставен на масата за рехабилитација беше Методија Шаторов Шарло, бидејќи нашата сервилност на македонскиот политички врв во времето на Титова Југославија бараше, такво било времето кога барало се што е на национална линија да се неутрализира, да се отстрани.
И името на Методија Шаторошавов започнува тука некаде после 1991 година да се препрочитуваат материјалите и да се осветли. Дали навистина беше стариот бугарин? И овде може би еден добар апел до оваа комисијата која што ни е предводена од македонските, еден дел имаме и македонски историчари, да се подсетат колку зло му беше направено што сервилната политика која што ја има македонските. А тие нели тврдат, Драги Георгиев тврди дека биле администратори, а вие велите дека имале 44.000 војска, митролези, пушки, тенкови, топови. Па нели пријателски, ако одите вие на гости не носите пушки, кога одите кај комшијата на гости со пиштоли одите. Зошто ви се потребни пиштоли? Зошто ви се потребни пушки? Зошто им била потребна муниција? Ајде да ги прашаме роднините, пријателите на Страшо Пинџур, Мирче Ацев, на Коле Неделковски, Ванчо Прке, виничките младинци 12 што погинуваат по страшни услови. Дабничкото клање, дали сето тоа, Дабничкиот масакр, дали сето тоа го прави администрација? Со пенкало како Зоран Заев. Да, со што ги тие, зашто ги убија? Со пенкалото дојде овде или со... Зошто им беше сето тоа? Па под какви маки и тортури Страшо Пинџур и Мирче Ацев погинуваат во затворот? Ужасни тортури, ужасно насилство. Вера Циривири, овде уште се тие сеќавањата на луѓето дека е шетали, умрена, значи почината веќе мртвото тело и го шетат. Зошто? За да им влеат страх на македонците. Во Штип, да. Тоа го има, се прераскажува овде во меѓународот. Се сложувате вие со... било потребно. Така се сложувате вие со она што го прави Драги Георгиев и дружината му? Не да не се сложуваме, мене ми е криво што не можеме да направиме многу посилна реакција. Мислам дека е многу слаба оваа реакција. Затоа што ова што тие ќе го сега направат, ќе има реперкусии и последици за идните генерации. Само ќе споменам дека ако не била таа сервилна политика која што сме ја воделе толку за време на Југославија, немало и овие настани да бидат вака прикажани. Сервилноста тогаш, ние сега кога ќе седнеме на преговарачка маса, посебно за прашањето Методија Шаторов, тие ќе речат, Вера Ацева кај вас вели стариот бугарин, како ние ќе го одбраниме? И како генерациите после 10 на 15 години ќе го одбранат она што нашата македонска комисија, дали може да се каже македонска комисија, штетата што ќе ја направат? Како ќе го рехабилитираме? Како ќе го направиме сето тоа после 10-15 години? Па зар не ни искуство предходниот период? Ајде да завршиме со последното прашање. Дали ова што се случи во Битола, Ванчо Михајлов, царот Борис III, клубовите културни во наводници, нели се културни клубови, а знаеме фашизмот, основно нацизмот во Бугарија влезе преку цар Борис III. И сега бараме ние со спрема договорот од 1 август 2017 година, во преамбулата пишува заедничка историја. И сите овие убиства се заеднички, чии се овие убиства, не знам, тука да така многу кратко да прикажете, веќе заминав на еден саат. Пред некој ден го гледав интервјуто кој што го дава претходниот премиер и во кој што вели ние имаме заедничка историја. Па на 20 споменици избришавме она бугарски окупатор. И не знае човек дали да се смее, дали да плака на таквата работа. Значи толку тој самоувер, па заеднички ни историјата, во што ни е заедничко? Да, тие дошле како окупатори, стрелале, малтретирале, затварале, убивале.
заедничка историја, е депортација на прашање дали и ако дојдат да се извинат, бидејќи треба да ги прашаме роднините на сите овие погинати, на преку 25 изгубени животи за време на народно-ослободителната. 25.000. Да, 25.000, да. И за 7.144 еври, така е платена слободата. Сонја, дали имате сознание, јас имав некои расправи со високи луѓе од бугарската историја, дека царот Борис III имал споменик и признание за заштита на евреите. Да, сме разговарали за тоа прашање со со колегите. Точно дека имало обид, тоа се бугарските евреи кои што успеваат да се спасат, меѓутоа проучувањето на документацијата во Бугарија не вели дека цар Борис ги спаса, туку вели дека демонстрациите од народот и црквата, благодарение на тие демонстрации, на тој масовен протест на народот, бил причината за да се спасат бугарските евреи. И во недостиг на тие информации, всушност вистински информации, тие во еден момент одаваат признание на цар Борис. Но цар Борис е подписник на сите закони, на законот за заштита на државата, 1940 година. Па неговите луѓе одат таму во Германија да ги следат дали добро ги копирале нирнбергските закони, дали целосно се ригорозни како што се тие. Историјата е интересна работа. Тоа што запишала, не ти го бриши. Тој не може да се... Сега ние да можеме да го рехабилитираме и да кажеме, не бе, цар Борис киднапиран беше, не беше свесен, што беше па се го стави. Свесно го ставија подписот. Значи... Можеме да правиме историја за едничка иднина, не за едничко минато, која ќе навистина дојдат, која ќе се извинат. Како претходно имаше на една телевизија настап на еден млад човек од Бугарија, кога искрено рече се извинувам за сето злосторство, да, што го направи тогашната фашистичка власт. Ние не збориме дека бугарскиот народ, дека имаме ние лоши искуства или лоши... Со тоа се покриваат. Многу значајно ми беше ова за Методија Шаторов Шарлов, а исто така многу значајно ми беше ова што кажавте дека народот во Бугарија ги заштитил евреите, а не самиот цар. Да. Комунистичката партија, комунистите на Бугарија го покренуваат народот на една широка основа, на една широки демонстрации, масовни, и тогаш заедно со поддржани со црквата. Мислам дека Кирил се викаше свештеното лице, кој што ги заштити евреите. Тоа беше клучниот момент, а не беше. Цар Борис си даде подпис и за законите, и за депортацијата на евреите овде од Македонија, од Грција. Нашата денешна приказна, ова е, мислам дека 11 октомври и народно-ослободителната борба е единствената наша светла приказна, платена со сите тие жртви. И ние мораме да го чуваме споменот. Јас ви благодарам многу за интервјуто и нека ни е честит и многу векови 11 октомври. Поздрав и до вас. Нека ни е честит празникот.